Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, неколку минути после 11 часот, време да го стартуваме политичкиот магазин Кворум на брановите на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин. Денеска решив да отворам една тема за влијанието на социјалните медиуми и социјалните мрежи во политиката. Токму за оваа тема сметав дека најсоодветен гостин е експертот за социјални медиуми и социјални мрежи Бојан Кордалов. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам за поканата. Еве за почеток ја отварам темата и токму тоа прашање ви го поставувам. Колкаво влијание имаат социјалните медиуми во политиката? Па дефинитивно социјалните медиуми имаат огромно влијание целосно во општествената и секојдневниот живот на луѓето, па така и во политиката. Сите кои што ги користиме социјалните медиуми сме свесни дека буквално политичарите, политичките партии не бомбардираат или излегуваат од секаде, доаѓајќи и обидувајќи се да допрат до нас, да ги презентираат своите ставови, платформи, програми и така натаму. И тоа е добро, заради тоа што социјалните медиуми имаат две клучни предности или разлики кои што ги одликуваат. Тоа е директната непосредна комуникација, двонасочна комуникација, интерактивност, кои што ја овозможуваат, и токму тука политичарите треба да ја гледаат својата предност, зошто да бидат присутни и да настапуваат на социјалните медиуми. Што значи тоа? Тоа значи дека било кој политички став, проект, програма, идеја, која што ќе биде споделена на социјалните медиуми, веднаш ќе ги добие, односно може да ги добие позитивните или негативни реакции од публиката или од корисниците на социјалните медиуми. Тоа треба да биде предност, бидејќи секоја идеја или секој став кој што е презентиран, доколку ги прифатиме и ги согледаме повратните одговори или фидбекот кој што публиката го дава, можеме да создадеме многу подобар став, можеме да промениме нешто на подобро, или пак може да не биде потврда дека навистина сме донеле некое решение или став кој што треба и понатаму да го правиме, бидејќи носи позитивни поени. Колку македонските политичари ги користат социјалните мрежи за промоција? Па во зависност од стратегиите, некои ги користат, некои не. Меѓутоа генерално постои многу голем простор сето тоа да се подобрува, бидејќи промоцијата е всушност една од најбитните работи кои што политичарите треба да ја прават на социјалните медиуми. Како никаде, тие можат да изградат тука слика за себе, бидејќи токму на социјалните медиуми може да се пласираат оние работи кои што во наводници не се атрактивни за традиционалните медиуми како телевизиите, радиото, весниците и така натаму, туку може буквално да ги ослика политичарите во едно друго светло. Што тие прават во текот на денот, кој е нивното милено хоби, музика и слично, нешто што луѓето ги интересира за сите јавни личности, па вклучително и политичарите. Во овој дел постои навистина голем простор и мислам дека политичарите треба доста да вложуваат за да изградат слика за себе си. Бидејќи сите ние како луѓе, како публика кои што ги гледаме политичарите, дали во собранието, дали во владата и другите институции, градоначалнички места и слично, добиваме една слика, меѓутоа тоа е во наводници, повторно ќе кажем, една стереотипна или досадна слика, нешто што постојано го гледаме и на кое што сме навикнати. Ако сакаат да допрат до поголема публика, треба да понудат некоја нова содржина, нешто ново, кое што ќе направи и ќе ги привлече луѓето навистина да ги гледаат и на социјалните медиуми, меѓутоа и да создадат една нова позитивна слика за нив. Која е таргет групата на социјалните медиуми? Знаеме дека почесто младите ги користат, особено социјалните мрежи, дека оттаму црпат информации, голем дел од информациите. Таргет групата на социјалните медиуми е голема, иако може да се каже дека доминираат младите, меѓутоа и не толку младите и средната генерација. За разлика од пред 5-6 години, ситуацијата се менува и во овој момент се повозрасни луѓе ги користат социјалните медиуми, особено Facebook. Повеќе се активни и на другите социјални медиуми, меѓутоа главно повозрастната популација се задржува на Facebook, како и младата популација, бидејќи самата Facebook е најпопуларен социјален медиум во Македонија и генерално во светот. Тоа остава голем простор за сите, навистина да може да таргетираат и микротаргетираат публика која што е му интерес, и политичарите, и бизнесмените, и сите останати.
Колку социјалните мрежи можат да го променат мислењето кај еден човек, мислам, во однос на политичката перцепција? Па се зависи од тоа каква содржина ќе биде објавувана. Доколку вие правите едноставна, проста репродукција на она што го говорите на пресконференциите, ако зборуваме за политичарите, во вашите колумни и слично, правите едноставно шер на она кое што веќе сме го виделе на традиционалните медиуми, тогаш немате простор да промените никаква перцепција. Меѓутоа, ако изградите низа на активности, низа на проекти, низа на содржини кои што ќе вклучуваат, што е можно поголем дел од публиката или од популацијата која што е активна на социјалните медиуми, дефинитивно ќе можете да направите позитивна промена и кај јавноста и на перцепцијата која што јавноста има кон вас. Значи се зависи од тоа каква е вашата стратегија. Ако имате уникатна стратегија, ако навистина се посветите на социјалните медиуми, притоа не занемарувајќи ги, морам јасно да кажам дека ниту еден тип на медиум не треба да се занемари, ниту традиционалните, ниту новите, така наречените нови медиуми. Значи, ако изградите добра стратегија и се посветите како што тоа го правите кон традиционалните медиуми, успехот ќе ви биде толку поголем колку што повеќе посветувате време. Ајде малце за оние профили, односно јавни профили на нашите политичари, на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Можеме да забележиме дека тие профили, предпоставувам дека ги работат луѓе кои се во нивната околина, нивните соработници, дека ги споделуваат информациите. Кај опозицијскиот лидер Зоран Заев можеме да забележиме дека он најчесто коментира дневно политички настани или најавува некои пресконференции. Од друга страна, кај лидерот на ВМРО ДПМН гледаме дека таму најчесто се објавуваат информации во однос на тоа некои странски инвестиции, некои проекти кои ги прави ВМРО ДПМН. Предпоставувам сте ги виделе овие два профили. Ајде еден краток коментар. Да, сум ги погледнал страните и на председателот на ВМРО и на председателот на СДСМ. Дефинитивно е така. На едната страна можеме да забележиме најави, на другата страна најави на инвестиции, така натаму, и тоа е во ред. Значи тоа е добро, заради тоа што на некој начин токму социјалните медиуми постојат за да со брзина на светлината некогаш да ја прошират веста. Дали тоа станува збор за некоја важна пресконференција, дали тоа станува збор за некоја важна инвестиција, во секој случај тие постојат и се присутни тука за да допрат до што поголем број граѓани и всушност понатаму да се прошири пораката. И тоа е добро. Меѓутоа, оно што е важно дека се што станува рутина, се што станува нешто што постојано се повторува, станува неинтересно. Значи да, вие ќе направите продор и во традиционалните медиуми со тоа што на социјалните медиуми ќе објавите некои инвестиции или ќе објавите најава на пресконференција во живо или пак некој важен настан, меѓутоа сето тоа повторно не покажува кај публиката која што е активна на социјалните медиуми дека градите стратегија специјално за нив. Ајде да појаснам што подразбирам по стратегија. По стратегија подразбирам дека секој ден вие мора да имате така наречена ексклузивна или иновативна содржина која што ќе биде пласирана преку социјалните медиуми. При тоа, ако одиме уште подлабоко, тоа треба да биде различна содржина која што ќе биде, да речеме, на Facebook, друга содржина која што ќе биде на Twitter, друга содржина која што ќе биде на Instagram, на YouTube и така натаму. Значи, буквално не треба да пројде ниту еден ден каде што вие нема да процените која е вашата таргет публика, кои се оние кои што ве следат и што е она што кога ќе го пласирате ќе доведе да тие бидат задоволни, меѓутоа и да ја прошират пораката за веќе од утре, да имате многу повеќе луѓе кои што ве следат. Тоа е навистина важно и тоа е нешто што за жал не многу се обрна внимание и тоа е видливо. Неспорно е дека има огромен напредок, неспорно е дека тимовите на политичките партии тоа совршено или речиси совршено го прават, меѓутоа, ако се остави повеќе простор на тимовите сами да одлучуваат и да самите градат специјална стратегија социјалните медиуми, навистина ќе видиме една убава позитивна реакција на официјалните страни кои што ги имаат политичарите. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Така, по кратката пауза, повторно сме назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Само уште еднаш да потсетам, мој денешен гостин е експертот за социјални медиуми и социјални мрежи Бојан Кордалов. Зборувавме за тоа колку политичарите имаат простор да се промовираат на социјалните мрежи, колку македонските политичари ги користат социјалните мрежи и медиумите за промоција. Видите дека просторот е голем.
Но свесни сме и дека преку социјалните мрежи може и многу да се манипулира. Колку реално може да се информираме преку Facebook, Twitter или слични вакви мрежи? Во денешно време, во денешен свет на наплив на информација од сите страни, социјалните медиуми преку денот особено стануваат навистина добро поле или медиум каде што граѓаните се информираат. Многу е важно да се каже дека бидејќи постојат огромен број на информации, човековиот мозок речиси не може тие информации да ги свари и да ги обработи. Така што ние веќе не ни паметиме од каде и како доаѓа информацијата, не ни паметиме од каде и што каде сме виделе. Едноставно, ако нешто ни го привлече вниманието, како добар наслов, добра фотографија или видео, кликаме, гледаме, ни го задржува вниманието или не. Значи, дефинитивно социјалните медиуми се место од каде што се црпат информации, меѓутоа се црпат енормен број на информации. И тоа доведува до можности за добро информирање, меѓутоа и за дезинформирање на публиката или на јавноста. Меѓутоа, тоа е секаде во светот случај. Единствениот начин тоа да се промени е да се пуштаат што е можно повеќе релевантни информации, што е можно повеќе различни информации, па секој да може да одреди што за себе или за него, за незе е важно, релевантно или пак не. Постојат и многу начини за дезинформирање, меѓутоа повторно ќе кажам, на нас останува како ќе го селектираме, друг избор нема. Ги анализиравме профилите на лидерите на ВМРО ДПМН Никола Груевски и опозицијскиот лидер Зоран Заев. Ме потсетивте за време на паузата дека и после долг период на социјалните мрежи се појави лидерот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети, излезе со еден статус поврзан со одлуката на Уставниот суд, кога ја поздрави одлуката на Уставниот суд за повторно заседавање на парламентот, но колку е важна комуникацијата? Нашите политичари во одреден период комуницираат со корисниците на социјалните мрежи, меѓутоа после сето тоа стивнува. Па да, всушност тука има две теми. Едното е лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој што мислам дека првпат излегува со еден обид да отвори тема токму преку неговата Facebook страница, и тоа е за пофалба, бидејќи албанските партии во изминатиот период не многу го практицира влијанието на социјалните медиуми. Имаше навистина одредени позитивни примери, меѓутоа генерално како стратегија не беше толку експонирана. Ова сега што го видовме со коментарот е нешто што се надевам дека ќе отвори многу повеќе вакви случувања и многу повеќе коментари на различни теми на политичарите и од албанскиот блок на актуелни политички теми. Второто прашање беше околу комуникацијата на политичарите преку социјалните мрежи. Да, комуникацијата за жал е не толку присутна кога не се избори. И тоа е нешто што постојано ги следи македонските политичари, и тоа не е добро. Не велам дека тие не се активни кога не е кампања, меѓутоа својот максимум и својот врв го постигнуваат само кога е кампања. Меѓутоа проблемот се ова што кога е кампања е навистина гужва. Не само на традиционалните медиуми, меѓутоа и на новите медиуми, особено на социјалните медиуми. И тогаш политичарите не можат толку да стигнат до првите редови како што тоа би може да го направат кога не се избори. Затоа апелираме да тие во својата стратегија секојдневно, независно дали има одредена политичка кампања или одреден важен настан, да тие постојано отвараат теми, ги прашуваат, ги инволвираат граѓаните во процесот, бидејќи тоа е всушност и поентата. Не само да дадат отчет, не само да дадат свој мислење и став, туку и да ги инволвираат граѓаните, да ги прашаат што вие мислите, дали се сложувате со оваа идеја, дали сме на правиот пат, кој е вашиот предлог. Знаете, во Македонија е малку срам ако политичарот ги праша граѓаните што би направиле за одредено прашање. Меѓутоа тоа не е срамота. Нормално и добро е, и токму затоа служат меѓу другите социјалните медиуми, да вие ги прашате граѓаните што сакаат, што бараат. Затоа што може да ви одговорат веднаш, може да ви дадат многу идеи, многу интересни поенти, кои што ќе можете да ги поврзете и кои што ќе можете утре да ги искористите и како ваши предлози, и како ваши делови од програмата, меѓутоа и како ваши општествени активности кои што ќе ги покренувате. Ако добро ја разбрав, дали тоа би изгледало дека сега еден политичар, пример лидер на партија, би поставил некоја дилема на Facebook, да кажеме, или на Twitter, и после тоа да очекува коментари од граѓаните, за да може да оформи или еден проект да создаде или некоја идеја за нешто подобро. Апсолутно. Знаете како политичар на Facebook е да пише јас сум во
Охрид Така? ќе добие низа на коментари. Што позитивни, што негативни. И низа на лајкови, шерови и така натаму. А камоли да изложи одредено прашање или да побара совет, идеја, предлог на некоја тема која што ги засега дел или мнозинството од граѓаните. Меѓутоа, тоа во Македонија не се прави. Генерално и на Балканот владе еден стереотип дека политичарот треба секогаш да води. Во ред, треба да води, меѓутоа треба и да праша. Треба и да побара совет, треба да побара идеја. Тоа е добро за сите и тоа ќе го промени процесот на прашување на граѓаните само за време на избори. Напротив, ќе создаде едно темпо на прашување, на консултирање, на добивање на интерактивност и фидбек секој ден или барем месечно ниво, двомесечно ниво и така натаму. Ако тоа е реткост на Балканот, што е со светските политичари, светските лидери? Светските лидери, навистина, особено американските лидери, вложуваат многу и пари и ефект за да се постигне и многу во своите тимови на социјалните медиуми. Вие кои ќе ги погледнете нивните кампањи, имаше некои статистики кои што велат дека преку 50 милиони евра се вложуваат само за Facebook реклами. Не говориме за тимови, за настани, за активности, за покривање, фотографии и така натаму. Вие кои ги разгледате странските, особено американските политичари, ќе видите дека никогаш не недостасува добра фотографија, никогаш не недостасува добро видео, никогаш не недостасува одредена тема која што ќе ја покренат, која што почнува да се развива само на социјалните медиуми. Па понатаму станува можеби доминантна тема, можеби обратно. Ако ги разгледате нивните страни и нивните активности, ќе видите дека секој обид, секој статус, се што тие ќе стават е во насока да привлечат што повеќе луѓе и што повеќе неопределени. Бидејќи исто како стандардната теорија за политиката и на социјалните медиуми, замката во која што се паѓа е секој да се обрати на собствената публика. Во меѓународни леви, во домашен контекст, едната партија на своите поддржувачи, другата на своите и така натаму. А другите, кои што се насочувате како неопределени гласачи, да буквално не бидат никако таргетирани и да бегаат од темата. И тоа е грешка. Бидејќи вие на своите поддржувачи може да им се обратите и преку ньюслетер, може преку имейл комуника, можете било како. Меѓутоа, мора да се наоѓа начин, а тоа е конкретно, особено американските политичари го прават, како да се допре до неопределените, како да се натера тие да кажат свој став по однос на предлозите или мерките или сето она што тие го предлагаат во одредена сфера, дали е меѓународна политика, дали е внатрешна политика и така натаму. Чи тоа е она на кој што тие се посетилат и тоа е оној пример кој што сметам дека дома кај нас треба да се следи. Кога сме кај неопределените, дали партиите и кандидатите за избори можат реално да придобијат дел од гласачите со објавување на јавни настапи, го споменавме тоа, она што дневниот печат го пишува за нив, колумните, кампањи, или сепак треба малку повеќе труд? Мислам цело време дека говориме околу оваа тема, но еве дали само тоа е доволно во текот на кога се предизбори особено, за да се привлечат барем дел од оние неопределените? Дефинитивно, при водење на било која кампања, конкретно предизборна или слично, не може да се потпреме само на социјалните медиуми. Тоа е прво што сум должен да го кажам. Туку политичарите кои што и партиите кои што сакаат да изградат успех, користат интегриран маркетинг. Значи, буквално се присутни секаде, меѓутоа го имаат адаптирано јазикот, начинот на говорење согласно медиумот каде што настапуваат. Толку тоа е телевизија едно, радио друго, весник трето, социјални медиуми четврто. Политичките партии кога влегуваат во процес на кампања, говориме за Македонија, доаѓаат во една брза и хаотична ситуација да буквално времето ги гаси. И дотолку повеќе се случува во таква ситуација да на социјалните медиуми во огромен процент од времето се репродуцира тоа што се случува и што се објавува како изјава, тоа што се објавува како пресконференција, тоа што се објавува како посета на настан и така натаму. Не заборавајте дека ако еден политичар отиде во посета на одреден град и ако таа посета има 50 фотографии кои што се добри, се селектираат 10 или 12. Има видеокамери кои што се покриваат и одат на вестите, на информативните изданија на телевизиите и така натаму. Не забравяйте дека секогаш ви останува материјал кој што можете да го насочите само на социјалните медиуми. И уште нешто не заборавајте. Тимовите за социјални медиуми се должни да осмислат таков материјал.
Значи, ако нема, немојте да оставате на случајноста дека ќе се најде некоја фотографија или некој видео. Осмислете го и направете го. Значи, покажете дека ги користите тие алатки и подигнете свест. Значи, ако темата е заштита на некој објект од животната средина, значи како тема е заштита на објект од културно наследство, во ред вие ќе дадете изјава. Така ќе биде пренесен телевизија, радио, ќе има фотографија која што ќе оди во весник со дел од вашата изјава. Меѓутоа најдете интересен начин како да ја покренете таа тема, како да се сликате, односно да се фотографирате со тој објект, како да се сретнете со одредени луѓе и да снимите нивна изјава што мислат и колку се задоволни од тоа што политичарот или кандидатот дошол тука. Еве сега, претседателот на САД Барак Обама беше на Алјаска во кампања за зачувување на Алјаска и така натаму. Имаше навистина огромен број на фотографии кои што беа ексклузивно објавувани само на страницата на претседателот Обама или пак на Белата куќа. Независно од што таа тема постојано беше популарна и актуелна на традиционалните медиуми. Се најде одредени фотографии каде што тој посетува одредени делови од Алјаска кои што го покрена вниманието, кои што излегува не само понатаму како дополнителна тема на традиционалните медиуми, туку излегува и по печатот и така натаму. Колку присуството на социјалните мрежи видовме дека има влијание, но дали може да има и контраефект? Па видите, присуството на социјалните медиуми тоа како може да има контраефект и тој контраефект настапува ако не си ја знаете работата или не ја дадете работата да ја вршат професионалци во тој дел. Секојдневно на многу места гледаме извадоци на постови, изјави, фотографии од одредени кандидати, политичари на повисоки, пониски ешелони и критика за настапот. Знаете како, кога отварате дали е тоа профил, дали е тоа страна. Иако за политичар или за официјални представници секој избор треба да е страна, тоа е советот на Facebook. Меѓутоа, независно што и да отвори политичарот, едно мора да знае. Тоа е дека политичарот веќе не е личност на социјалните медиуми и не одразува само личен став како човек со име и презиме. Туку изразува став на политичарот со тоа исто име и презиме, изразува став на политичката партија или групација која што ја застапува. Тоа во многу мал дел се практикува и многу често знае да излезе од контекст. Ако вие на било кое ниво на политичката партија, небитно дали е власт, опозиција и така натаму, отворите одреден профил, страна, канал, значи повеќе не сте вие. Сепак презентирате нешто поголемо, презентирате партија, презентирате организација од која што доаѓате. И мора да бидете свесни за изјавите кои што ги давате, за постовите кои што ги објавувате. Јас лично верувам и вие и многу слушатели во моментот кои што не слушаат, колку пати копчето делит го употребиле кога сакале нешто да кажат. Да ви тежи, сакате, меѓутоа мора да бидете свесни дека тоа ќе го прочитаат вашите пријатели, а понатаму и можеби многу поширок круг на луѓе. И не можете потоа да се лутите, особено не ако сте јавна личност или политичар. Не може да бидете среќни кога медиумите ви ги превземаат изјавите или постовите што ви се позитивни, а да се лутите на традиционалните медиуми кои ги превзимаат изјавите кои што за жал ви донеле контраефект или непопуларност. Како што сте били успешни кога имало нешто позитивно за вас, така сте сгрешили, сте утнале работата кога имало нешто негативно за вас. И дефинитивно, ако не се знае работата и ако не се ангажираат вистински тимови луѓе, такви грешки секогаш ќе има. Сепак тимови луѓе работат позади лидерите, но ние фан-пејџови на лидерите на партиите, а пратениците, како што можам да забележам, еве активност на социјалните мрежи на Facebook, сите имаат профили и постојано коментираат и пишуваат по нешто, така да пратениците, како и сите останат, пратениците не се ниско во хиерархијата на политичарите, тие се навистина високо. Токму и затоа ги споменав. И тие имаат избор. И е многу едноставен изборот. Сакаат да вложат во себе, сакаат да вложат во собствениот пиар, или пак сакаат да не го направат тоа. И понатаму нема лутење. Секој кој што вложува професионално во својот пиар, независно дали станува збор на традиционалните или социјалните медиуми, значи успехот е многу поведлив од оние кои што не вложуваат. Кога јас би бил пратеник, а дефинитивно би имал тим со кој што би работел. Бидејќи да станете пратеник,
Значи сепак една висока позиција во државата. И не можете да си го дозволите луксузот да немате покрај вас тим кој што ќе ве следи и ќе ве спрема. Луксузот не може да си го дозволи некој кој што на локално ниво е ангажиран во политиката. Чи кој што е одговорен во одредена општина на младенски клуб и така натаму, а камо ли тоа да си го дозволи пратеник? Во најмала рака сите теории, настрана што праксата го покажува, стопате да одиме по теорија, секаде ќе ви биде наведено дека вие мора да бидете координирани со прес-центрите или центрите за социјални медиуми пред да напишете или кажете било што. Тоа не е од сега од појавата на социјалните медиуми, тоа е од секогаш. Повторно ќе кажам, не може социјалните медиуми да ви бидат добри кога ќе ве фалат, а да ви бидат лоши и да плукате по нив кога нема да поминете добро. Истиот сте, истите се социјалните медиуми, меѓутоа очигледно пристапот ви е погрешен. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Гостин во денешниот кворум на Радио Слободна Македонија е експертот за социјални медиуми и социјални мрежи Бојан Кордалов. Разговараме за влијанието на социјалните медиуми во политиката. Несомнено, големо им влијанието. Нашите политичари имаат доволно простор, ги користат социјалните медиуми, но не целосно колку што тоа го прават можеби светските лидери. Кордалов, групи кои повикуваат на марш, на протести, собири, меѓуетнички конфликти, навреди, закани, пцусти, се буквално може да се најде на социјалните мрежи. Дали позади групите се кријат вистински организатори или пак сепак тие се користат понекогаш само како алиби? Па, тоа е уште една секако не негативниот дел, меѓутоа во позитивна смисла е предност која што ја нудат социјалните медиуми, тоа е организација на разни настани, не мора да се тоа само протести, кои што ќе обединат луѓе со слични или исти размислувања. И во тој дел тоа е позитивното, меѓутоа за жал како и во Македонија, така и во регионот и во светот пошироко, социјалните медиуми се злоупотребуваат и се користат и како алиби и како начин на пенетрација на одредени интереси или интереси на групи или политички партии да допрат и да нешто организираат. Доколку постои говор на омраза, доколку постојат негативности, доколку постојат навреди, небитно дали е тоа настан или нечи профил или тоа е некаде испишано, дефинитивно е нешто за кое што постои закон и за кое што треба да се одговара. Бидејќи границата помеѓу така наречениот говор на омраза и границата помеѓу она што е слобода на изразување е навистина тенка. Се додека вие се промовирате себе си, повикувате на вашите интереси, повикувате на поддршка, тоа е во ред. И тоа е придобивка на демократијата која што сега се рефлектира и на социјалните медиуми. Меѓутоа, ако навлезете во разни конфликти, навреди, користење на говор на омраза, омаловажувате групи, омаловажувате по разни основи, дефинитивно тоа не е добро и тоа мора да се спречува. За жал, сведоци сме не толку често, тоа е моje мислење дека не толку често се случува таков тип на навреди, меѓутоа секогаш боли и секогаш остава полош впечаток кога нешто такво се случува и затоа толку ни боде очи. Дефинитивно надлежните институции, меѓутоа пред се самите политички партии, небитно кои, треба меѓу себе, односно во рамки на своето членство, на рамки на своите активисти, да вршат постојана едукација, да вршат постојана менување на свеста во насока на тоа како и зашто служат социјалните медиуми. Конкретно еве да го земеме Facebook. Самите насоки кои што на своите предавања, семинари на веб страна ги дава Facebook и дека кажува дека платформата користи за мрежување, за спојување едни со други, меѓутоа и за промоција на некои идеи, ставови, проекти на било кој начин, кои што ќе ве врзат како политичар од власта или опозицијата со граѓаните. Дека ќе ви овозможат да граѓаните се соберат околу вас и околу вашата идеја и ќе ви дадат поддршка или пак ќе ви дадат насока што да промените за да бидете уште поуспешни. Што да направите за да ја задржите или да ја промените власт. Тоа ви го говори самиот Facebook. Значи, барајте идеи, промовирајте ги и собирајте луѓе околу тоа. Прашувајте ги што мислат. Сето ова што зборувам, односно за тоа што ме прашавте, се нус појави
и кои што си постојат надлежни институции кои што мора да ги третираат и секако повторно ќе апелирам самите политички партии или невладени организации или институции образовни кои што мора да вложуваат и да објаснуваат дека се што е на интернет има трак. Не се исплати да навредите никого. Не е добро пред се, меѓутоа и не се исплати, нема да останете независно дали ви имате никнейм на Твитер или пак немате точно име и презиме на Фейсбук или не знам на Инстаграм што користите. Ако направите нешто кое што не е добро и ако е казниво, или институциите или луѓето со приватна тужба ќе покренат постапка и на крај секој медиум, социјален медиум е должен да каже која е IP адресата, должен да даде што е можно повеќе информации и ќе се дојде до трагата. Предпоставувам анализирате зашто се користат кај нас повеќе социјалните мрежи, дали е тоа за манипулација и ширење нетрпеливост или пак за позитивни идеи. Особено зборам во последниот период кога Македонија се соочува со една политичка криза, сметам дека битката се водеше на социјалните мрежи. Тоа е мој впечаток. Па да, битката се води секаде, меѓутоа поради тоа што работите најбрзо може да се променат на социјалните медиуми, се добива впечаток дека таму е жижата. Меѓутоа кога има политичка криза, битката е секаде. Поларизираноста е секаде, меѓутоа ќе се вратам на нешто претходно што го споменавме, тоа е дека партиите и политичарите може да паднат во замката да се обраќаат само на своите поддржувачи, а не да излегува понатаму, односно да се караат или да се спротивставуваат само со најтврдокорните поддржувачи од другиот табор. И тоа да создава привид дека тоа е реалност или тоа го сликува расположението. Се зависи од тоа кој како ќе ја постави работа. Например, бизнисмените или компаниите, дел од нив имаат навистина добра стратегија и знаат како да им пристапат на потрошувачите на социјалните медиуми. Тие најдиректно го чувствуваат позитивниот или негативниот ефект од кампањите, се зголемува или се намалува профитот. И затоа има дел на фирми кои што навистина секојдневно, буквално дури во секој час, значи знаат што постираат, знаат што објавуваат, знаат што прават. Што се случува кај нас во делот на политиката? Нешто спротивно. Значи кај нас се уште се расправа за тоа колку лајкови добило одредена објава и колку коментари. Или што е најчестата појава? Некој политичар или политичка партија објавува нешто, ако се од популарните партии, од власт опозиција, тоа до небо одат бројот на лајкови, меѓутоа бројот на коментари е многу помал и по правило многу често негативен. И не се знае како да се измери што е успешно. Лајковите велат, не знам, 1000, 2, 5, 10.000 лајка, ама 50 коментари велат негативно. И сега, како вие тука да измерите дали сте во право или не? Значи, тој е уште еден доказ дека не се допрело до неопределените или не се допрело до луѓето што се кои што се засегнати од таа објава или од таа тема која што отварате. Бидејќи само тие ќе ви поентираат и ќе ви кажат дали сте во право или не. Другото се закоравени или окори или како се вика поддржувачи на другата страна кои што ќе влезат во конфликт со вас и обратно, кога другата страна ќе објави, од првата страна ќе влезат во конфликт. Значи, најдобриот доказ дека не се постигнува целта, дека не се користи за добри идеи кои што навистина ќе даваат ефект, честни исклучоци, не е тоа секогаш, меѓутоа генерално збориме, е токму тоа дека во коментарите не наоѓате конструктивни идеи. Така, ги спомнавте бизнисмените, кои повеќе ги користи социјалните мрежи во Македонија, политичарите или бизнисмените? Знаете како, ние малку сме обседнати со политика од секогаш, така што на прва секогаш добиваме впечаток дека токму политичарите се тие кои што доминираат. Меѓутоа, реално ако ја разгледаме ситуацијата и ако се огледаме, ќе видиме дека токму компаниите или бизнисмените, можеби не индивидуално, но како компании кои што ги раководат, се многу повеќе присутни на социјалните медиуми. Многу повеќе имаат иновативен пристап со кои што привлекуваат потрошувачи. И што е многу важно, разликата е што компаниите имаат систем на одговарање. Во смисла одговор, response rate. Она што политичарите многу малку го имаат. Кога политичарот ќе објави нешто, има негативни коментари, ретко кој одговара. Дури никако администратор.
Ако кај некој производ, некоја услуга ќе се каже ова не е добро или зошто велите дека тоа го има таму, а јас не го најдов. Веднаш има администратори кои што ја пријавуваат работата, одговараат и кои што се трудат да го променат тој, да ја исправат грешката и да не се повтори. Дефинитивно, сега засега, иако има многу просто да се работи кај бизнесмените, тие многу повеќе имаат опфатено работата, бидејќи директно сеќаат, имаат профит или губат. Така, супер. Ви благодарам за оваа анализа. Тука некаде мора да привршуваме со денешната емисија. Почитувани, вас ви благодарам на вниманието. Денеска е 23 мај, понеделник 2016 година. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, кој е во продукција на Радио Слободна Македонија. Се слушаме повторно за 7 дена. Пријатно. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.